Ако се прави разлика меѓу етиката и моралот, етиката би била теорија, а моралот практика. Аналогно на тоа, естетиката би била теорија, а уметноста практика. Економската наука би соодветствувала на теорија, а стопанството практика. Првата област на моралот е однесувањето на човекот кон другиот човек. Тоа значи кон секого да се однесуваме со должен респект и добри намери. Останатите 4 области на моралното однесување се следните: човековото однесување кон природата, човековото однесување кон заедницата, човековото однесување кон космосот и човековото однесување кон себе си. Мислителот Фридрих Ниче упатуваше критики за моралот, како средство за притисок врз луѓето. Моралната чувствителност на луѓето ја поттикна тешката животна реалност и лошите последици од човековото однесување. Некои представници од моралните реформисти се Махатма Ганди, Мајка Тереза, Алберт Швајцер и други. Во 60-тите, младите и гневни на постоечката ситуација иницираа некои движења, како пацифисти, рокери, хипици, панкери. Човековото живење зависи од делата на луѓето. Етиката денес е потреба на сите луѓе. Во денешниот миг на живење, најзначајна наука е етиката, бидејќи тоа е единствен начин за било каков опстанок денес. Моралната поука на Марко Аврели е: не зборувај дека треба да се прави добро, туку прави добро. Големиот индиски пророк и етичар Гаутама Буда, за место положбата на секој човек во светот, кажал: ние сме она што сме биле и ќе бидеме она што го правиме денес. Целта на етичкото образование денес е ширење на етичкиот дух и на етичката сериозност, одговорност и креативност.